Ми представува посебна чест да ја поздравам посетата на лорд Џорџ Робертсон и високата делегација која предводи нашиот докажен пријател, поранешниот генерален секретар на НАТО. Тука сме заради една исклучителна причина. Заеднички да го објавиме конституирањето на групата Охрид, која ќе дава поддршка за процесот на интеграција на Република Македонија во НАТО и Европската Унија успешно да се заврши. Во групата се многу докажени пријатели на Република Македонија. Лордот Џорџ Робертсон, поранешен генерален секретар на НАТО. Росен Плевнелиев, поранешниот председател на Бугарија. Хавиер Солана, поранешниот генерален секретар на НАТО и представник за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Карл Билд, поранешен премиер на Шведска. Лордот Кристофер Гајт, амбасадорите Роберт Гелбарт од САД, Ален Лероа од Франција, Волфган Ишингер од Германија, Даймонд Вилсон од Атлантик Совет и Зоран Чичак. Групата Охрид за поддршка на Република Македонија е неформална група, составена од членови со различен, исклучително импресивен, професионален политички бекграунд со различна политичка припадност. Истовремено, активностите на групата и на одделни нејзини членови, кои ставија силни печати на нивната политичка и дипломатска кариера, ќе представуваат и огромна поддршка и за нашите напори за изградба на демократска, стабилна, просперитетна и европска Република Македонија. Пријателите се тука да го поддржат и помогнат нашето членство во НАТО. Да се има пријатели со една таква мисија е особено значајно и охрабрувачки. Република Македонија и НАТО се блиски пријатели веќе 22 години. Партнерството го помина тестот на времето и ја докажа способноста на нашата земја да се адаптира на стандардите на Алијансата и да ги применува соодветно критериумите на НАТО. Нашата земја докажа посветеноста кон партнерството на НАТО и споделувањето на исти вредности во заедничките мисии, во взаемната поддршка во борба со меѓународниот тероризам и насилен екстремизам, како и во исполнувањето на стандардите на нашата армија. Почитувани, Република Македонија направи квантен скок од заробена држава до обнова на демократија и владење на правото. Владата на Република Македонија е со цврста одлучност и со силна политичка волја овој напредок да го продолжи. Силна мотивација за оваа намера и потврда дека сме на вистинскиот пат дојде и со извештајот на Европската комисија, која донесе одлука на Европскиот совет да му препорача утврдување датум за безусловен старт за преговори со Европската Унија. Пред тоа, во јануари оваа година, овде во Скопје, дојде и охрабрувањето за нашиот прогрес и од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Следуваа и бројни други посети и поддршка од највисоки представници од НАТО и на Европската Унија, и како и на представници на одделни земји членки на Унијата и на НАТО. За нас е силен сигнал што НАТО го враќа фокусот на Балканот и што продолжува со политиката на отворени врати. Тоа ги засилува нашата посветеност и мотивација да работиме заедно. Подобрувањето на добрососедските односи и регионалната соработка се стратешки цели на владата и одат рака под рака со амбициите за членство во НАТО и Европската Унија. Тоа е вредност што ја делиме со сите земји членки на Алијансата. Оттаму произлегува и нашата фокусираност на нов дух во односите, со искрен диалог да им преоѓаме на сите отворени прашања. Од таквиот пристап доаѓа и нашата заложба да градиме мостови за соработка, кои ќе бидат базирани на доверба и почит за достоинството на другиот, на соседот. Сакаме 2018 година да биде историска година за Република Македонија, за регионот, како и за НАТО и за Европската Унија. Нашата цел е во 2018 да имаме историски успех, да ја добиеме поканата за членство во НАТО и да после ратификацијата во земјите членки да станеме 30-та земја членка на Алијансата. Затоа ги вложуваме сите наши напори и напори да Република Македонија да се гледа како на кредибилен партнер во меѓународните односи. Затоа ја бараме поддршката од сите земји членки на НАТО и Европската Унија и од пријателите на нашата земја.
Тоа што нашите пријатели со кои сме денеска тука, организирани како група Охрид, застанаа зад Република Македонија, е вистински сигнал за поддршка на новото лице на Република Македонија, демократско, ориентирано кон иднината, европско лице. Дозволете ми да ја искажам мојата лична благодарност, благодарноста во името на владата на Република Македонија, како и во името на граѓаните, бидејќи вашата поддршка, наши пријатели на Македонија, е инвестиција во идејата за една нова Република Македонија со европски вредности и со европска иднина.